Добар ден, драги ученици. Продолжуваме со предметот биологија за 8 одделение. Моето име е Сонја Рулевска, сум наставник по биологија и химија и денес ќе продолжиме со тема 6, класификација. Наставната единица е класификација на бесрбетни животни. Потребен материјал ви се празни листови и тетрадка по биологија, моли филипенкало и линијар. Зашто ви е потребен линијарот, ќе ви кажам на крајот на часот. Прво да се запознаеме со целите на денешниот видеочас. Тоа се да знаеме за 6 групи на бесрбетни животни, да набројуваме некои од најважните карактеристики на класите бесрбетници, да можеме да сместиме локални животни или животни на нашата локална средина во соодветна класа според карактеристиките. Но претходно да се потсетиме. Знаеме дека сите живи организми се поделени во 5 царства, а потоа царствата се делат на типови, типовите на класи, класите на редови, редовите на фамилии, фамилиите на родови, а родовите на видови. Исто така, веќе знаеме дека царството на животни е поделено на два типа, тоа се рбетници или вертебрата и бесрбетници или инвертебрата. Денес ќе зборуваме за бесрбетниците, односно инвертебрата. Пред да започнеме со да се подготвиме со тоа што во вашите тетрадки треба да наброите колку што можете да се сетите на животни кои немаат рбет. Да се потсетиме, рбетот е дел од скелетот кај животните кој што го држи телото исправено. Треба да нацртаме табела со 6 колони и секоја колона да именуваме како сунгер, сунгери, копривкари, иглокожи, микотели, црви и членконоги. Додека го правиме ова, треба да го стопираме видеото за да можеме да го сработиме ова во целост. Понатаму, кога ќе бидеме готови, треба да продолжиме понатаму. Исто така, сакам да ви дадам една насока. Кога ги слушате сите насоки или податоци поврзани со различни животни, сакате да обрнете внимание на некоја цртеж, на некоја да прецртате нешто, да препишете нешто, во секој момент можете да ја стопирате презентацијата и да го направите тоа. Сега ќе започнеме со првата група, тоа се сунгери. Сигурно кога слушнавте сунгери, прво што се сетивте е на овој предмет. Предметот сунгер што го користиме во секојдневниот живот. И не сте многу далеко, бидејќи тоа од друга страна пак не потсетува на една личност од цртаните од детството, а тоа е сунгерот Боб Панталоновски, кој што живееше во вода, имаше пријатели, исто така водни животни. Вака изгледа сунгерот во сушност кога ќе се извади од водата. Ова е морски сунгер. Вака изгледа сунгерот кога се наоѓа на дното на водата во морињата, а ова е слика од Охридскиот сунгер, односно сунгерот кој што живее во Охридското езеро. Овдека имаме еден шематски приказ на сунгерот, односно напречен приказ на сунгерот, каде што за сунгерите можеме да кажеме дека се најпросто градени животни, бидејќи немаат ткива и органи, туку имаат само два слоја на клетки. Тоа е надворешниот слој на клетки или ектодерм и внатрешниот слој на клетки или ендодерм. Имаат еден голем отвор низ кој што влегува водата богата со кислород и храна и имаат странични отвори низ кои што излегува водата богата со јаглерод диоксид и отпадни материи. Тие живеат прикрепени за дното на водата. Кога се поволни услови, на одредени делови од сунгерот се создаваат топчиња, наречени пупки, кои што паѓаат на дното на водата и од нив се развиваат нови сунгери. Така сунгерите се размножуваат бесполово со пупење, а понатаму новите идинки живеат во близина на родителот во колонии.
ова што го кажавме на сунгерите изгледа вака. Немаат ткива и органи. Имаат само два слоја на клетки, надворешен ектодерм и внатрешен ендодерм. Живеат во вода прикрепени за подлогата, имаат главен отвор низ кој влегува водата и странични отвори низ кој излегува. Се размножуваат без полово сопупење. Најчеста поделба е морски сладководни, бидејќи живеат во вода, а како еден од типичните примери во Македонија, тоа е охридскиот сунгер. Копривкари. Името копривкари би требало да ве потсети на коприва, меѓутоа кога ќе го видите ова животно, ќе ви текне на што станува збор. Ова е медуза, која што, ако имате искуство со близок контакт со незе, сигурно знаете дека кога се допреме до медузата, таа предизвикува пржење или печење, жарење на местото каде што сме допреле, што наликува на жарењето што го предизвикува копривата и од тука потекнуваат името на овие животни копривкари. Освен медузите, тука спаѓаат и коралите и хидрите. Прво да објасниме како изгледаат копривкарите на напречен пресек. Освен копривкари, името го имаат, односно се викаат и мешести животни. Меше е овој проширениот дел што го имаат во нивната градба, каде што всушност се разложуваат хранливите материи, односно малите животинчиња со кои што се хранат. Тие исто така имаат проста градба, имаат надворешен и внатрешен слој на клетки, меѓутоа имаат и некои органски системи, малку се посложени. Имаат главен отвор или усен отвор околу кој се наредени пипала. На површината на пипалата и внатре во мешето се наоѓаат жарни клетки кои што ја создаваат таа материја која што жари како коприва. Со жарните клетки кои што се на пипалата, тие го ловат пленот, мали животинчиња, водни риби и ракчиња, го онеспособуваат, го внесуваат внатре во мешето и во мешето се врши варењето. Отпадните материи и вишокот исто преку овој отвор излегуваат надвор. Значи, малку посложени од сунгерите, нема типични органи, но се среќаваат некои од животинските ткива, како што е епително, мускулно и нервно. Живеат во вода, од кои хидрата и коралот се прикрепени за дното, а медузата плива слободно. На површината на пепалата и во мешето имаат жарни клетки, кои лачат материја која жари како коприва и конче со кое што се вбризгува таа материја во пленот. Се размножуваат претежно без полово со пупење, а може и полово кога се поволни условите. Главната поделба е на сладководни, тука спаѓаат хидри и морски, тука се коралите и медузите. Третата група се мекотели. На овој приказ е прикажан полжавот. Кај мекотелите можеме да забележиме три дела. Тоа се главата, каде што се наоѓаат сетилните органи и устата, и трупот, во кој што се сместени внатрешните органи и стапалото со кое што се движат по подлогата. Тие се посложено градени бесрбетни животни со животински ткива и органи, живеат во вода, освен копнените полжави, дишат со жабри, а некои со бели дробови, односно копнените полжави. Телото им е поделено на три дела, глава, труп и стапало. Имаат кожен набор или мантија. Кожата им лачи заштитна обивка, која што се вика варовничка черупка, која што е најмногу забележителна кај полжавите и кај школките и се размножуваат полово со јајца. Мекотелите се делат во три групи полжави, кои што може да бидат водни и копнени, школки и главоношци. Еве ги полжавите, ова е черупката, еве ги школките, еве е черупката кај школките, главоношци октопод и ова е лиња. Четвртата група се иглокожи. Тука спаѓаат повеќе видови на животни кои што се поделени во неколку групи, како што се
морски ежови, морски звезди, морски краставици, морски змијулки и овие морски крин. Веќе кога го видовме морскиот еж, јасно ни е што значи иглокоши. Тие се типични морски животни со просто развиени органски системи. Дишат со жабри, телото им е покриено со варовничка обивка и иглички од кои излегуваат амбулакрални ножиња. Има зрачна симетрија, односно телото може да се биде поделено на повеќе оски на симетрија, се размножуваат полово со јајца. Еве како изгледат амбулакралните ножиња кај морската звезда. Јас ова видео ќе го пуштам малку да видите како се движат. Третата група се црви, односно петата група, живеат на копно, а некои од нив се паразити, како што се тенијата и метилот. Имаат просто градени органски системи. Дишат со систем на цевчиња кои што се викаат трахеја, телото има обивка која што се вика кутикула. Црвите се поделени во прстенисти црви, каде што спаѓа дождовниот црв, валчести црви, каде што спаѓа детската глиста, ова е детската глиста, и сплескани црви, каде што спаѓа тениите и метилот, ова е метилот. Тениите и метилот се паразити, живеат во ткивата, односно во цревата на животните, на цицачите, вклучувајќи го и човекот. Ние денеска ќе се задржиме на прстенистите црви или аналиди. Самиот збор прстенисти црви не кажува дека телото им е изградено од прстенчиња и на секој од овие прстенчиња излегуваат по најмалку еден пар хети, со кои што уствари прстенистите црви се движат по подлогата. Тука спаѓа и дождовниот црв кој што веќе го спомнавме. Шестата група се членконоги. Членконогите, самото име ни кажува дека имаат нози изградени од членчиња, ама кај нив и целото тело е изградено од членчиња. Од секој членчињата излегува по еден пар нозе, кои што се изградени од делчиња, односно членчиња. Членконоги спаѓаат стоногалките, односно многоногите. Тоа е оно што го видовме пред малку на шематскиот приказ. Меѓутоа, не се сите вака градени членконоги, кај некои членконоги, како што се инсектите, предните членчиња се групирани во глава, средните членчиња во граден дел, од кои што излегуваат 3 пара на нозе и крила, доколку инсектите имаат крила, и стомачен дел, кој што исто така е во кој што се сместени внатрешните органи, а одека веќе можеме да ги забележиме членчињата. Тука спаѓаат пајаците, кај кои имаме глава со сетилни органи, тие имаат 4 пара нозе или вкупно 8 и стомачен дел каде што се сместени внатрешните органи. И третата група се раковидните животни. Ова е јасток, морско животно, каде што главата и градниот дел се споени во една целина, од кои што излегуваат нозете, а предните нозе се претворени во штипалки и имаат опашна перка за пливање. Или, тие се најсложено градени органски системи, односно имаат најсложено градени органски системи од сите бесрбетни животни. На површината на телото има заштитна обивка која што се вика хитин. Инаку хитинот е протеинска материја која што ја лачи кожата на членконогите. Таа не расте кога расте животното, односно кога животното расте, хитинот пука и тие како да се и кожата лачи нов хитин како да се пресоблекува. А во меѓувреме додека да се создаде новата хитинска обивка, тие нараснуваат, односно зголемуваат својот обем, растат. Дишат со систем на цевчиња што се викаат трахеи, се размножуваат полово со јајца. Рековме дека има многу ноги или за нас познати стоногалки, инсекти, каде што спаѓа најголемата група на животни, вклучувајќи ги и вклучувајќи околу 100.000 различни видови, пајаковидните животни каде што спаѓаат пајаците, скорпиите
и раковидни животни, каде што има сладководни, морски ракови, тука е јастогот и така натаму. Шкампите. И сега да видиме зашто учевме денеска, дека бесрбетните животни се поделени во 6 групи, тоа се сунгери или најпросто градени животни од 2 слоја на клетки, тоа се копривкари, малку посложени, имаат некои животински ткива и жарат како коприва. Мекотелите, тука спаѓа полжавите, шкулките и октоподите. Црви, каде што спаѓаат пиевиците, дождовниот црв и паразитите. Иглокожи, тука спаѓаат морските ѕвезди, жови, краставици и членконоги, каде што се инсектите, пајхаците, стоногалките и раковите. За домашна треба да ги подредите животните кои ги набројавме на почетокот на часот во соодветната група бесрбетни животни, односно да ја дополниме табелата која што ја нацртавме. Доколку имаме празни колони во табелата, треба да допишеме некои од животни кои ги среќаваме во нашата околина, а не сме знаеле дека се бесрбетни животни. А она што следува е како би можеле да ги увежбаме знаењата за класификација на рбетните и бесрбетните животни. Прво да нацртаме на лист 3 шеми за коцка, односно 3 различни листови, 3 различни шеми за коцка. Еве како изгледа шема за коцка. На првата, на секоја страница треба да ги напишеме имењата на 6 групи бесрбетни животни. Например, сунгери, копривкари, иглокожи, мекотели, црви, членконоги. На втората напишете ги имењата на рбетните животни, како што се риби, водоземци, влечуги, птици, цицачи и овдека можеме да запишеме сите рбетни животни. На третата куцка треба да напишеме на секоја страна некои од карактеристиките. Например, дишење, градба, размножување, површина на тело, движење и уште нешто што сме поделба и така натаму. Потоа, откако ќе го завршиме ова, треба да ги составиме куцките и треба да играме со 2 од куцките, а може и со сите 3. Значи, да свртиме 2 куцки, од едната да прочитаме за која група на бесрбетни или рбетни животни, а втората група што треба да кажеме, наброиме или објасниме. Например, првата група ни паѓа риби, на втората коцка дишење, всушност треба да зборуваме за како дишат рибите. И така додека не добиеме повеќе различни карактеристики. Со ова завршувам денешната презентација. Ви благодарам на вниманието и се надевам дека ќе имате успешно совладување на овие наставни единици. Пријатно!